Македонското 8 крако сонце стана 12 крако, откако владата го објави скандалозното лого за одбележување на 30 години од прогласувањето на независност на Македонија со целосно погрешен приказ на македонскиот символ. Но не е само логото проблем. Според владата, Македонија ќе слави 30 години како северна, а за утеха останува само кодот МК. Историчарите гневни на власта велат дека недозволиво е македонската посебност да се поистоветува со творба која беше создадена за политички пазар во 2018 година. За универзитетската професорка Наташа Кодлер, логото кое го промовира владата наликува на регистарска табличка, а децидна е дека честувањето на македонската независност не може да бидат северни. Не може и со такво неучено, неуко и насилно однесување да се обидете да го смените историското, именското, националното и идентитетското значење на македонскиот атрибут. Историјата на Република Македонија, на македонската држава, не е историја и на Северна Македонија. Тоа е едно квази политичко име кое што се случи 2018 година, кое што е донесено со неверојатно пробивање на демократскиот капацитет во оваа држава, па и со тие слични постапки кои што понатаму следеа. По бурата реакција во јавноста, владата побрза да се оправда, па преку соопштение вели дека скандалозното лого не било знамето, туку одбрана илустрација на сонце. Логото не го содржи државното знаме. Сонцето кое е употребено во логото е различно од сонцето од државното знаме. Откако неколку пати го утнаа знамето на странските делегации, PR тимот на владата и протоколот, случајно или не, успеа да го погрешат и македонското. Објавеното лого предизвика цела лавина од реакции кај јавноста која бара негово итно повлекување. Инаку автор на логото е тимот графички дизајнери при секторот за односи со јавноста во владата. Остри реакции има и поради користењето на терминот Северна Македонија, со што всушност се прави историски фалсификат, бидејќи се чини дека се одбележуваат 30 години со името Северна Македонија, кое е сменето во 2018, а не 30 години од независноста. Половината негативни коментари од Илинденска се објаснуваат дека знамето на Република Северна Македонија имало специфична државна вредност и дека истото не треба да се става во логоа за прослави. Туку треба да се користи издвоено, засебно, чисто, со јасно истакнување на настани исклучиво, онака како што е пропишано со законот за употреба на грбот, химната и знамето. Затоа сонцето употребено во логото за 30 години независност било со поинакви и поголем број краци од сонцето од државното знаме.